Ајде ви здравоживо во единствената емисија каде се е измешано. Вака е, се е измешано и не се знае кој глуми, на кој тоа му е стил на живење. Оти кај на се глумци, голема конкуренција има без леп да не остава. Да, политичарите чинам најмногу и најдобро глумат од сите. Главни звезди се и нон-стоп ги има на телевизија и повеќе од глумците. И тие без леп има да не остава. Ама и без брашно, и без зејтин, па и без јајца. А народот, како народ си молчи и трае и чека што следно ќе се покачи или ќе го снема. Па си молчи бе народот, што да прави? За бунт треба јајца. Нема никој јајца, нема протести. Беби во Скопје, да проверам да нема таму некој. Сега, како проверувам? Така бе, како може да се провери? Ти го отвара дуќанот, зип, и вели, еве види, нема јајца. Нема. Толку, свршија. И кокошките веќе не смеат туку така да ги несат јајцата според посебната одлука на владата. Смеат, ама без провизија. И сега се стиска. Колку добиле од петело, толку смеат да снесат. Само 2. Ниту пак смеат да кокодакаат кога ќе ги снесат и реклама да им прават на јајцата. Не смеат бе, а и не сакаат да кокодакаат джабе. Нема маржа. Кога ќе пуштат повторно маржа и ќе бидат поскапи, тогаш гас има да искинат и да снесат повеќе. Па и другото се поскапе. Се поскапе. Вели, колку е 2 плюс 2? 5. Како бе 5? Па поскапе. Се е поскапо. Се, ама ќе ги видам отпосле. Да, после кога нема да има на кого да го продадат тоа што е поскапо, тогаш ќе им биде поскапано. Поскапо за јадење, за пиење, а за бензинот, да не зборувам. Од Куманово до Скопје, 30 километри, 2 пати точев бензин. Во еден правец. И 2 пати назад. Значи, 4 патарини, 4 точења. Абе, што да направите сега од патарините и бензински пумпи, а? И таман да си биде. Оти колку ни наплаќате за патарини од Куманово до Скопје, таман треба и бензин за тие пари да ни наточи. А и ќе стане повозбудливо како гледам ако продолжи вака, па уште малку, знаете, ќе има од оние пресретнувачи, како за авиони бе што има во вид на мобилни цистерни. Си возиш и жуп до тебе, во возење, те стига кај Миладиновци. Вели за колку? Што бе за колку? За 1000-дарка. За 1000-дарка. Молам, и со шприц, нормално. Наместо 10 килограми, опа, джангеде, 10 кубици. Се гледаме кај Белви, вели. И да ти посакам среќа за попат, ке ти треба. И ете така. Уште малку ќе се постигне балансот со поскапувањата. Литар гориво ќе биде еднакво како литар домашна жолта. Па после многу сообраќајки имало. Па ќе има бе, мора да се чукаат луѓето со коли за живели. Добро, може би не е многу за смење, затоа што и ние аир не видовме од тоа што им се смеевме на некои кои со нас уче има единици повисоки од бандери. Ние тогаш им се смеевме, па си заминаа во странство и сега тие нам ни се смеат, кога исто како и вие сакаат да видат што тоа ќе има денес во Немањуте. И вика, кашкаваче, сланинка, кашкаваче, сланинка, 2 пута кој и тумбарац, на место е у теб. Па и прошли пут кога дојде од школу кажа дека си добија 5, па искочи дека си добија 4 по физичко и 1 по математико. Срамота. Да ги носу јувке на терасу да се сушив. Да во одену конацу у иглу. Па се смеете. Пупуњак, тикван, па дживџан, па уален, па пулавен. Абе, још како не ме вика, најмалко ме викаше син. Ало? Добар дан. Добар дан. Извините да прашам, прочита на оглас. Продавате ли ви стан? Да, продавам. Ама само за озбилни купци. Па озбилен не сум, ама имам паре. Продавам, како не. А пробали с лимон? Проба. Не бива. Чим ga извадил, патече. Значи исто и ку детера. И го е мене тако е, не бива. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската.
Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те ударува еден пут, све зуби ке ти ги искаш. Удари бе, може ти се, ама ги си ставил нови, порцелански. О, ти ке ставиш нови. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Доста бе мафта са стој мајко му, па очи ке ми истераш. Па и такој не види добро. Тој, баце Стојко е пушка за муе. И ја ги тепам с њума. Пушка, ама ги тепаш, види колко са се збрале. Збирав они баце Стојко. Некад се збирав на благо, а некад па иде ви на лајно. Зашто удрил мене кад кажа лајно? Такој ти се падна, баце Стојко, не е било намерно. Ма ти може да ги тепаш нjem цел ден, ама тој не ти помага бе. Треба ти да си купиш отров за муве. Отров за муе? Какъв ти брате е отров и каква се употребуе? Тој се продава у земјоделско аптеко бе, Ставре. И у njega се има упутство бе. Значи фатиш го муву. И са стујка пајку. Накапеш во едну капку на муву у уста и пуштиш. И она после некој време умре. Ете, ти бре само да ми продадеш нешто, баце Стојко. Па ја ако го фату муву, ќе го утепам и да свакако ќе умре без капајку. Па добро, може и такој. А ја како гледам ти и глусци имаш овдека, ја ти га амбартам погоре. Не ми збори за глусци, жив ти све, има ги много. Фрлям ја често те отров. Оние факови ставljam да се фаќам, ама џаве, има ги прси плева. Види, Ставре, јас сам ти мозак. Седаме дома такој, без работу, измислуju работе. Абе, измислија сам едну справу за тепање глусци. Продавам го справу. Само нешто да ми продадат. Каква ти е па тај справа? Много си ти измислија, вруќу вод. Носа го бе с мене. Гледај. Тој е лис за бичкију. Ставиш ga лист за бичкију на позицију. Од едну страну го ставиш кашкавалче. Од другу страну го ставиш сланинку. Глусац дојде, а радознал. И до лист на бичкију дојде кој и вика: "О, кашкавалче, о, сланинка, о, кашкавалче, о, сланинка", 2 пута кој и тумбарац на место е утепан. На место. Ти си бре ненормален, баце Стојко. Па знаеш ли бре колко скупна и сланина и кашкавал? Па ја бре не можу да израну глусци за сланину и кашкавал, у банкрот ке ме натераш. Чекај да ти кажу, Ставре. Смислија сам ја и ефтина варијанту за тие како тебе. Ефтино? Да. Каква ти изгледа ефтина варијанта? Па ефтина варијанта е само лист за бичкију. Без кашкавалче и без сланинку. Бре, и каква ќе се утепа глусац без сланину и без кашкавалче? Много лако, Ставре. Поставиш ga тај лист за бичкију на исту позицију. На едну страну не ставljаш кашкавалче, на другу страну не ставljаш сланинку. Дојде глусац, радознал. Обдо лист на бичкију и вика: "Нема кашкавалче, нема сланинка."
Нема кашкавалче, нема сланинка, 2 пута врат. На место е утепан. Па на место. На место. Да знаеш, бре, дека си мозък, баце Стойко, е. Да знаеш. Ама и да знаеш дека ако не престанеш да ми продаваш тия твои справе за бобрези, я ке те утепам тебе. На место. Добро бе, не мора да се љутиш, не мора ни да купиш што. Па онлайн, а? Тато, супер што дојде, седни ти кажу. Види, има една добра и има лоша вест. Ај, кажи го прво, добро. Добра вест е тој што јас сам добија 5 у школу. Петко. А што е лоша вест? Па, лоша вест е што ќе го добивам тој 5 на рате, по 5 различни предмета. Едан, па едан и тако е. Срамота. Па и прошли пut кога дојде од школу кажа дека си добија 5 па искочи дека си добија 4 по физичко и 1 по математико. Срамота. Ама и ја тој викам, бе, тато, нели е срамота, еве, нели сам убаво израчунаја, 4-1 су 5, нели? Гледај, 5. Бацали бе школу, тебе школа и такој не ти иде. Него гледам га, брат ти у друго собу плаче. Што му направи сак? Ништо не сам му направија, бе, тато, само му помогна. Како му помогна? Па, помогна му да го изеде чоколаду. Добро, а зашто го изеде чоколаду без да прашаш? Па чоколада е, бе, тато, што да го прашам, ја ученик сам, не сам професор, а 5 што го доби у школу? 5? Еве, 1, 2, 3, 4, 5. Ај, срачунај колко треба да платим овде. Много. Па много. Треби. Док беше малечак, памту како сак. Што се смеете? Па и јас сам био некад малечак, не сам ја цело време овакав повозрасен де. Значи, кад сам био малечак, многу ми е било мерак да му помагам на мајко ми. Да истресу тепих, да ги носу јувке на терасу да се сушив, да му одену конацу у иглу. Па се смеете. Добро, не може саки, не е убаво да се смеете на возрастнога човека. Куде застана? Да, па да во измию тегле за сладко. Само кад ќе чуеше кокенце, ај дојди малко дома, так ме изеде змија. Знам дека треба нешто да се треби. Кад ми даде да ga истребу гра за петак, тој завршу за ала минут. Ама кад ќе ми ga треснеше тавче со сориза сутлијаш, так, пиши бате мука. Треби. Затој сам ја овакав. Ја кад беше мал, бре, тате, како не ме још викаше на гарано. Боже, викајаме свакако. Пупуњак, тикван, па дживџан, па уален, па пулавен. Абе, још како не ме викаја, најмалко ме викаше син. Зашто каде нас ете у Куманово, татко ќерко го вика сине, а сина ga вика говедо. Да, и говедо ме викаше. Ама тој кад порасна, не, кад беше мал, не ме викаја говедо, так ме викаше теле. Викаше, и викаше по мене кад не га слушаш. Да. Море, па и тепаш, а ја пата га викаше кад он ме тепаш. И сега си мислу, бре, мајко му, смем ли ја моје дете да га викам такоја, да не ме пријави таму тој за заштиту на деца сак што има, Иако ја мислам дека сега на данашњо време повише нас треба да не штити во деца него деца од родители. Ама, морам да пазу како га викам. Морам. Еве, на пример,
Ако мој син биде свештеник, ја тогаш ќе морам да го викам очи. А и на прав пут е за поп. Да, не комуницира с никога. С никога. Цел ден е само собу како испостиг. Салте с едно кебе и тај компјутер и еде само еден пут дневно. Испоснуе се и доручкуе у 7 попладни и ток. Ток. Ти бре му даваш кашику за чорбу, он упалјач вади и спрема. Да се чудиш. Се сам у собу. Сам. И да не се мрдне од дома, бре. Па ја не знам, бре, како девојко он ке фати. Лани, ајде, кажа за малко едну ке фатија. А му годину вика послабо бил. Па како, бре, он ке се ожени, како? Па ти, бре, треба да смениш некој девојку за да си одбереш да ти одговара и убаво да ти стои. Да, што се вика, кадо жениш девојку без груди, тек так си наше рамно на себе. Ама добро, сак ја, оставите ме мене, ја тога знам зашто имам искуство. Тати ми ја кажувае мене. Ама и јас сам многу пробуваем. Охо, многу. Што се вика, прошница сам ти ја. Ја прву девојку сам го имаја тамо још на 25 години, мислу. Да, још так сам го фатија. И од так не сам се оделија. Не сам. Па, убаво беше. Беше? Додатак у једење, што жене га стављав често. На букву В. 6 букви. В. Овој ми познато, мајко. В. Знам. Влакно. Влакно. Ало? Добар дан. Добар дан. Извините да прашам, прочита на оглас. Продавате ли ви стан? Да, продам. Ама само за озбилни купци. Па озбилен не сум, ама имам паре. Продавам, како не. А колку ви е квадрат? Абе, гледај да ти кажа. Цене отидева до неба, многу високове, а и мој стан е, да ти кажем, многу високо. Ја па Господ. Сак... Добро, цена и толку не е важна, имам ја паре. Само кажете ми куде се наваѓа, дали е мирно. Ја да ви кажа, право беше многу години по ратишта, Ирак, Афганистан и тако е сака малку да е изолирано. Не ќе галаме, пуцање, викање, не. А, куде нас не се слуша ништо. Потихо здравле. Само да ти објаснам. Значи, прошлу неделю имаше 4 плячки, 2 силувања, 2-3 пуцања. Имаш. Никој ништо не чуја. 100% не се слуша ништо. Аха. Па onda да се јаво ја па ако не. Ај, пријатно. Пријатно. Тако е, преправљај се. Све е нешто божем, брчкаш, рчкаш. Тоа е тамо данаска ништо не сира во таа. Од сабајле те прато, Па што не си ме пратија до крај, ке ме фатиш и на дело, куде иду. Што има бе ја тебе да те фаќам? На дело, што работиш ти, многу ме брига. Тваш до цел ден фаќаш кривина, тој гледа. Па ако сакам да отиду до ВЦ, мора прво кривину да фату. Ставиле ста га тој клозет на крај на ходник, бе, Оди по оној ходник, па кривина десно, па одма кривина лево. Клозет. Ајде, немој да ми кажеш дека 3 пута по 15 минута све у ВЦ идеш. Бре, иду, и тоа не 3 пута, него 4 пута. Очајан сам више. Абе, еден пролив истече цел ноќ. Сожалявам ако е тоа. Ако е тоа еден пролив, тоа има 3 дана да тече. А пробали с лимон? Проба. Не бива. Чим ga изваду, па тече. Значи исто и куде теа. И го е мене тако е, не бива. Ма ја не знам и што веруju tu алтернативну медицину.
Ја тој поштуju само да ме цуне па да ми пројде. Ако може, ако не. Море, ја не знам зашто го послушаш жено, бе. Него очајан човек, бе. У све ке поверуи и све ке провери, бе. Ајде, бе. Тако е било. Лимон е за чај, бе, а не за нагузицу. Ти појма немаш. Абе, лимон е за супу, не за чај. Рум треба да пробаш. Рум е добар за чај. Еден пут кога ќе пробаш рум у чај, тек тага лимон у чај ќе ти се чини очај. Море, очајан сам ја чим работу још ту приватну фирма. Што? Још ми водите ред колку пута иду у клозет. А да не работу с некои поверливи документи, па ве страдане протечеви они. Ама видиш дека па е добро што не работиш с документи. Па си мога да ги злоупотребиш да работиш с нима. Пошто у тоалет стално нема веќе хартија. Море, све ми е преко главо. Ке сему ке си најду другу работа. Кој бе тебе ќе да запосли, бе? Абе, кој може тебе сега да те вработи пред пензију? Па ти бе, глеј, не видиш, тој знам сигурно, бидна си спор, све е нешто полака, а од компјутер, па, појма немаш. Па баш за тој, знам ја све. Што знаеш? Кој бе тражи? Куде тражи такви што не разбирав ништо? У администрацију. Там не мора ништо да разбираш. Се запослу там, па нема да работу ништо. Не бива тоа. Ич да не спиеш на тој лук. Слушај да ти кажу, у државна администрација моментално можев да се вработи во едино некои што су онакој баш легенда. Бре, зашто? Па затоа што вработување у државна администрација се пренаса од колено на колено. Да, легенде, од деду на татка, па од татка на мајку, па на сина, па на ќерку и такој до пето колено. Сакме и се честамак. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Да се сеќавате ли на срцето? Како беше? From Macedonија! Тоа исто срце таа му го подари на Ване. И оп, тој повеќе не е председател на тоа тамо против корупција, оти го смени од влада овие денови. Среќа негова, среќа. Ептен среќа му донесе срцето негово. Сега, предпоставувам, ќе уследи уште една смена. Сега и таа ќе го смени, оти веќе не е на функција. Веќе видено, да, видено, а штета. Штета на вистина, жената таман се реши да ја реши корупцијата и тоа за ич пари, за 0 денари. Решено! Како што во нашиот град е решен градскиот превоз. Стои во место. Значи не решам. Па уште и се врти муебе дека немаме градски превоз, оти многу селјаци сме имале во последно време. За Куманово зборувам, бе, не за Скопје. Не, бе, кај има селјаци во Скопје. Ајде, бре, вам тоа ви е решено со новите 100 еко автобуси кои ги добивте донација од новата градоначалничка. Решено и тоа за ич пари. Да, што се вели на живи мајка. Не решено, ние мора да завршуваме, оти ни истече терминот и не можеме нив да ги чекаме. Ама затоа вие чекајте ни следниот викенд на вашата омилена ТВ. До тогаш, чао.
Или на благо, а лошо ги зи... Куде бе тој дојде? И доручкує и еде. Тој, ако е еден пролив, има малце... еден пролив. Акција. Акција. С лимон провали? Пробаве, не бива. Чим ga изваду па тече. Не тако е да се смееш много. И многу селјаци сме имали Штета, жената таман се реши да ја реши корупција и то не ми иде она нешто. Да не съм изнеја некои документи поверливи па вестра и ним да не ги протечу. Среќа негова. Па nije njegoš, bre. Пие ли ти се тебе? А мене да ми се пие. Акција ли е? Па така е. Па мора да фату кривину ако сакам да иду. Тикван, Дживджан, Уален, Пуален. Ја гледам важно дека цел ден Пит. Може? Ја ќе свикну може. Но ме рак да свикну сам може. Може! И тие без лепке не остават. Ама и без јајца.